накусо ќе се осврнам на нашиот пат кон НАТО и кон Европската Унија, а и за нашите односи со европските зелени. НАТО пактот, како што знаете, на почетокот на декември одржа самит во Лондон, на кој учествуваше и наша делегација, и тоа беше самит на кој се одбележа практично јубилеот 70 години од постоењето на НАТО пактот, кој практично е формиран на 4 април 1949 година. На овој значаен самит во Лондон учествуваше и наша делегација, официјално учествуваше, со што се покажа дека практично ние сме веќе официјално, може да се каже, членки на НАТО пактот. Останува уште технички да се дозаврши таа работа со прифаќањето на протоколот за нашето зачленување во шпанскиот Кортес, кој би требало да се случи некаде кон крајот на јануари или во текот на февруари. Се надеваме до тогаш дека новонаименуваниот премиер Педро Санчес ќе формира влада и дека ќе се конституира парламентот на кој ќе се ратификува овој протокол за нашето членство. Од самото осамостојување на Македонија практично се зацртани и се дефинирани нашите надворешно политички цели, а тоа се зачленување во НАТО и во Европската Унија. Овој пат не беше ни малку лесен, ниту кус, затоа што трае веќе 30 на години. Од познати причини, бидејќи ние имавме пречки на патот за нашето меѓународно етаблирање, како субјект во меѓународните односи, поради пречките, поради забелешките што ги имаше нашиот јужен сосед во врска со употребата на нашето уставно име. Со зачленувањето на Македонија во Обединетите нации на 8 април 1993 година, практично ние започнавме да функционираме успешно како субјект во меѓународните односи и на меѓународен план, со што тоа беше многу корисно и полезно за нашата земја, бидејќи со тоа се здобивме право да ги повикаме меѓународните сили на Обединетите нации, УМПРЕДЕП и УМПРОФОР, да ја заштитат нашата граница, да бидат гарант и да го спречат евентуалното прелевање на конфликтот, односно на крвавиот конфликт што се водеше на просториите на поранешна Југославија. Меѓу војниците што беа на УМПРЕДЕП и на УМПРОФОР имаше и војници и на НАТО пактот. Значи, ние уште од самиот почеток со нашата определба како стратешка цел во надворешно политичките односи, да го поставиме членството во НАТО и во Европската Унија, започна и со потпишувањето на така наречениот договор партнерство за мир со НАТО пактот, што беше еден вид институционализирање на односите на НАТО пактот со земјите од Југоисточна Европа и земјите што се ослободија од стегите на поранешниот Советски сојуз, кои се стекнаа со независност и кои пристапија во тој систем на партнерство за мир. Во однос на Европската Унија можам да кажам дека исто така ние учествувавме во многу активности и го приспособивме нашата легислатива и многу закони ги синхронизиравме со европските закони. Меѓутоа, процесите кон Европската Унија не се здобива, не одат така лесно, бидејќи со самото практикување на тие придобивки, западни придобивки и норми и принципи, ние покажуваме амбиција да станеме дел од тоа европско семејство. Предпоставувам дека за време на хрватското председателство со Европската Унија, дека ќе се случи добивање на датум за преговори на самитот на Европската Унија во Загреб, некаде во април-мај, пролетва, идната пролет, односно, и дека и тоа ќе помогне во нашето етаблирање како рамноправна земја
која ќе ги практикува вредностите на Европската Унија и западните вредности генерално. Не помалку важно и значајно за нашата партија и нашето членство во Европските зелени, бидејќи ние добиваме постојана поддршка од нив на патот на нашиот пат кон Европската Унија и кон НАТО, особено кон Европската Унија, бидејќи, како што е познато, на пролетните избори Европските зелени постигнаа многу добри резултати, освоија 75 пратенички места во Европскиот парламент и ние постојано добиваме пораки дека сме на добар пат, дека сме ги завршиле сите работи и дека заслужуваме практично да добиеме датум за преговори. Дури испраќа и често и писма и до некои челници, премиери и председатели на некои земји од Европската Унија. На последниот самит, конгрес или самит, 30-тиот, бев дел од делегацијата што се одржа во Тампере на Европските зелени во Финска и се уверив дека навистина постои големо расположение за нивна поддршка за Македонија на патот кон Европската Унија и кон НАТО. Лично, министерот за надворешни работи на Финска, кој е председавач уште во оваа половина од годината со Европската Унија, го искажа ставот и мислењето дека навистина Македонија ги исполнила сите услови и дека заслужува да добие датум за преговори. Она што беше битно на овој самит, односно совет на Европските зелени, беше дека усвојувањето на резолуција за Македонија во која се потврдија овие ставови што беа искажани од страна на финскиот министер за надворешни работи. Втора работа што сакам да ја потенцирам овдека пред вас е дека на тој совет, на 30-тиот совет на Европските зелени, беше донесено едногласна одлука на редниот совет, односно Конгрес на Европските зелени, да се одржи во Скопје во јуни идната година. И тоа сметам дека беше еден од покрај резолуцијата што беше донесена за Македонија од страна на Европските зелени, дека и оваа одлука е мощна, значајна за нас и представува голема поддршка на патот кон Европската Унија. Со тоа мислам дека се покажува уште еднаш дека иднината треба да биде зелена и мора да биде зелена и никако поинаку.